усните, но не се од мене. А срце по тебе во гради ме гребе, ке издржам солзи во очите, со друг во ноките. А мене ме лажеш и што и да кажеш, ќе преболам. А мене ме лажеш и што и да кажеш, ќе преболам. Какво специјално издание, нова новогодишна емисија, трета поред епизода, драги наши Ајкон шоу. Ова, нели, кој ден сме денеска, 30? 30 сме денес како 13. Јас сум изгубен со сите овие организации, но сепак изгубен сум со овие прекрасни дами и со оваа прекрасна, нели, наша постава музичка и со нашиот гостин. Молам аплауз за почеток. Да. Фала. Драги наши, навистина сум среќен дека 30 денеска ќе се дружиме пред новогодишно со овие прекрасни луѓе, со Марија Лазаревска Колинс. Така е. Стефан Крстевски Стеки. Еден од нашите најпопуларни музичари, човек кој што дефинитивно е потпишан во онаа Гинисова книга на рекорди, ако некој што ми гостувал во сите мои претходни емисии по едно 20-30 пати. Ненад Вршалски! За прв пат во македонска емисија, затоа што сега си гостувал по српски, Јасмин Идризовиќ. Па можеме да почнеме. Леле, извини, кога видов нешто вака бујно, убаво, големо, ке се збунев, извини. Дами и господа, овој пат Моника Сталекова. Дечки, како сте? Одлично, Давид, фала ти премногу за поканата. Фала ти на тебе што дојде. Одлично се осеќам и јас, Давид, секогаш во твое друштво. Ти како си? Прв пат некој ме праша како сум, јас сум навистина среќен затоа што ова е сепак новогодишна емисија, навистина сум среќен дека утре конечно ќе испратиме ова 2025 и се надевам дека заедно со публиката ќе ја дочекаме 2026 Моника со што? Со успех. Со успех, со здравје, со љубов, со среќа и така. Имаме многу време до новогодишни желби. За почеток би сакал да зборуваме вака. Моника, с тебе сакаме ти поставаме на прашање, дали може после вие ќе ме одговорите? Ајде, дали мислиш, Моника, како доен на TikTokот, дека денеска TikTokот и оние социјални мрежи ја надмина она медиумска платформа наречена телевизија? Па, дефинитивно да. Дефинитивно да. Да. Зошто? Па, види, зависи, како да кажам, зависи од која врста ќе снимаш, да речеме. Например, јас како личност на телевизија не би била гледана сигурно. Сега има луѓе кои што се компатибилни за Да, телевизија. значи младата публика сепак се сака да се прати инфлуенсери кои што нели сепак ги задоволуваат оние потреби кои што тие им ги снимаат, како се викаат влогови и така натака. Затоа не случајно имаме најпопуларни тиктокери, инфлуенсери Марија и Стефан. Кажете ми, дечки, од каде се одлучивте? Од каде што ве мотивираше да снимате за социјални мрежи? Па јас можам да кажам дека почнав TikTok да снимам веќе во 2015-2016 година. Тоа уште на времето беше апликација наречена Musical.ly. Потоа Musical.ly го превзема американците, па се префрли на TikTok. И онака почнав од чиста шала да снимам, да кажам. Јас се извинувам, Марија, јас мислам дека бевме меѓу првите кои што почнавме со TikTokот кој се смени името. Реално, да. Да. И можам да кажам дека од чиста шала почнав да снимам на TikTok и веќе од кога почна, да кажам, тој дел со короната, веќе кога бевме затворени по дома, релативно почнав повеќе видеа да снимам и релативно мислам дека тоа беше најголемиот како да кажам, најголемото воздигнување на TikTok, бидејќи сите седевме дома, немавме што да правиме, скроваме по телефони и релативно тогаш најмногу се ангажирав за да снимам. Имав некако најголема мотивација затоа што гледав дека многу млади луѓе почнаа да снимаат релативно од нашата сцена. Да, 2001. 2001, Стефан? 2002. Добро. Да. Добро, сепак вие сте многу помлади,
Можам да кажам дека заедно учевме средно и заедно сме тука од Некој не го иста. сменил случајот, ова беше намерно нешто. Ова Да. некој ме мразат некој тука од продукција, ама то Ја и Стефан инаку заедно почнавме и мислам заедно средно се запишавме. Исто средно нели е имаме 2002? завршено. Да, ама заедно бевме бидејќи он е роден Имам учено во со една генерација а ти сте во јануари роден. во февруари А. и почнав на 5,5 години во школа. Кој февруари? 5. Зошто Ненад? И јас сум февруари. А Во па ти Долје, беше на во 2 Долје. февруари Не случајно. сум за малку. Ке зборуваме Ненад со тебе малце пораца за нели втори дефинитивно како ќе настапуваш на втори. Неам уште ангажман. Ајде ќе се договориме, може? Мислам дека ќе ме ангажират. Ете ангажираме, ќе те ангажираме. Там нашиот крај, сигурно. Да, добро, вие ќе се изборувате нели кочани штип тука и сличен дијалект во секој случај. Од исто нарачје, Марија, Стефан, едно заедничко прашање кој прв ќе ми одговори може. Многу ме интересира, вака, стартувате со снимање. Како реагирале вашите родители кога викаат што е тоа што снимате, губите време, што е тоа? Како реагирале вашите родители, вашите нели соученици тогаш во тоа време кога сепак TikTokот не бил толку експониран и популарен како што е денес? Па, моите родители не се толку во социјалниот свет и не пратат толку многу социјални медиуми. Не, ама сакам Барем извини. не тогаш. Чудно им било, сигурно, гледат, се снима, шо прави, шо мене човеков, сигурно се запрашале. Да не дрбнале на ракија. Не, немале проблем со тоа. Секогаш ме поддржувале што и да правам од страна на моите родители. А од страна на соученици и околината имало од секогаш, некои што не поддржуваат и некои критики, но тие се мислам дека миновна работа. Миновна работа, ќе зборуваме подетално на таа тема, затоа што ова емисија покрај тоа што е од забавен карактер, сепак има на цел да ги мотивира нели луѓето, затоа што не прати во главно млада публика. Марија? Ја можам да кажам дека кај мене, односно моите родители, моите баба и дедо, зашто првично живеам со нив, они секогаш беа strict parents, да кажам. Мене ми беше ограничено времето, колку време ја да поминувам на телефон и од секогаш ми кажувале Марија, користи си го времето паметно. Подобро учи, фати книга, на некој начин просперирај во животот со учењето. Осте го телефонот, тоа е миновна работа, ќе помине, ама некако гледам сега од оваа гледна точка и од оваа страна дека Не било биле во право. добро, да, тоа што не сум ги послушала за тоа што ми го кажале. Имаш студирано медицина. Да, и Студираш моментално ш- сум и на факултет медицина. Одлично. Да, се уште не сум дипломирана, ми остана уште дипломската. Добро, затоа што има Да. тој факултет 12 години, не е како мојот 3 Да, да, новинарство и затоа, добро. Посекако, можам да кажам дека е добра одлука тоа што се одлучив да снимам и релативно ме носи на многу подобар пат. Тоа ме радува. Дефинитивно и утре како една докторка, значи уште сега ќе си бараме врски, и тоа ќе те донесе на добар пат, така да интересите таа комбинација докторка и тиктокерка. Па да, ама реално ја некако според мене и мојата желба, да, не би се занимавала искрено со тоа, Со кое? со професијата, затоа што завршувам Со факултет медицина? со медицина, да. Како бе нема се занимаваш? Па така, тоа не ми е желба. Каде ќе Да, паѓате што да ти врши? толку 15 и пол години? Студирам најмногу поради моите баба и дедо, да кажам, и поради Па, моите добро, тогаш родители. они заврши, не знам нешто, Да, но новинарство, сепак 3 години. не сакам да Социологија. ја скршам некако нивната слика што имаат представено за мене, бидејќи еве на пример они немаат завршено факултет. Да, бе, И молам. сакам едноставно да го завршам само поради нив. Тоа навистина ме радува. Ке се оставам те го поставам следното прашање, ке се извинам ако сум безобразен и директен. Зошто не живееш со твоите родители? Со моите родители не живеам, искрено ја не знам таа причина. Ние сме 3 сестри на во мојата фамилија, но знам дека мајка ми од кога станала трудна со сестра ми, бидејќи ја и сестра ми сме многу мала, мислам блиска возраст. Сестра ми е родена после 1 година од кога сум се родила јас, и имала многу тешка бременост, поради тоа ми има дадено на моите баба и дедо да ме чуваат додека она била трудна, и некако јас имам навикнато уште од премала да живеам кај нив. Веќе 2 години сум имала кога сум останала, кога сум наполнила 3 сум почнала во градинка и некако ме носеа они кај нив, ама ја не чувствував толку блискост према моите мајка и татко за да останам да живеам со нив. Ќе ме однеса на пример петок, сабота да се видам со сестра ми, со моите, да се поиграм со неа. Едноставно викам ајде на гости да ме носите кај сестра ми да се поиграм со неа. Сум седела на гости, ќе ме остава да преспиам, ама не сум можела да заспиам. И постојано моите се вовеле на баба ми, на дедо ми да ме земат и да ме однесат дома за да можам да спиам. Некако поголема блискост сум осеќала спрема моите баба и дедо и можам да кажам дека они за мене се родители најпрво, затоа што со нив имам израснато и они ми имаат исчувано. Дали твоите родители се разделени? Не. Се уште живеат заедно.
Но ја ете така се одлучив и се останав. Јас лично ги познавам старателите на Марија и можам да кажам дека се прекрасни луѓе. Јас тоа верувам дека е тоа така. Дали додека одеше во школа ти недостасуваше тоа да имаш онаа мајчинска поддршка до тебе? Па можам да Мајчинска кажам, фигура, сепак родителски средби, сите викаат, нели, наставниците Да. тогаш викаат и родителите, ти ги викаш твоите баба и дедо, претпоставувам. да, секогаш што ми викала баба ми, бидејќи дедо ми се уште иде на работа, можам да кажам, и они се прилично млади. Секогаш баба ми била најголема поддршка, Ти она ме колку не една носеше. генерација се сигурно. Она ме носеше и на танц, она ме носеше на курс, она ме носеше во школа, но едноставно никогаш не сум почувствувала да имам еве недостаток на љубов или да пример да родителска љубов да ми недостасува, но секогаш сум се чувствувала отфрлена од да кажам моите соученици или пак на пример од некои деца кои што иделе со мене на танц, бидејќи постојано ми го прашувале прашањето зашто мајка ти не доаѓа кај тебе на родителска, зарем ти немаш родители, зашто они не се во публика на тебе да ти аплаудираат додека ти играш на сцена и слично. И ја, например, не сум можела да им дадам одговор и лично не сум сакала да им дадам одговор на тие теми, бидејќи моите татко и мајка реално многу се засегаат да работат за нивниот живот и да створат нешто и, например, никогаш немале време да посветат време на 3 деца посебно, бидејќи ние сме 3 сестри сепак. Со најмалата сестра сум разлика 9 години. И можам да кажам дека искрено најголемата љубов имам добиена од баба ми и дедо ми. И реално сум многу благодарна на тој живот и многу ми е мило што етапато така ме однесе да бидам кај баба ми, кај дедо ми, зашто едноставно нивната едукација е многу поразлична од едукацијата на мајка ми и татко ми спрема моите сестри. Аплауз. Моника, бе! Абе, Моника! Повели? Моника! Значи, ќе земам кај... Зошто ти го скрошив ноктот? Ти го Давид. скрошив ноктот? Дај да видам. Си се извинувам да си купиш Ти нов платиш сега. сега за нови ногти? Да. Колку штас? Новогодишни. После ми се јава Колку закажување на маникир. правење ногти? 30 евро. Колку? 300 кажи, другите во джеп. Па 300 нема да ги добија. Не сме ние лопови. Види, новогодишните се поскапи секогаш. С еден може да ти платам 2 евра, доволно е. Еден дедо мраз ќе ставиме тука, доволно е. Монеки, извини што нешко што ти го скршил Но тој ноктот. одговара да е скрши на тој што скрши нема. Сега вака, Моника кога ќе замара да ви кажам искрено, ние само ова ќе го правиме. Значи ова значи дека кога Моника е досадна, зборува небулози, ве замара вас, вие ќе ми дајете мене знак и јас само ова го правам. И тогаш Моника треба да престане, така? Јас мислам дека никогаш нема да дојде ред да го правиш така. Добро вака. Ова треба Зашто не сум им досадна. Ја мислам и дека ако продолжиш да правиш така, Моника ќе продолжи да се збори. Да. Добро, тоа ни се правилата на емисијата, но да видиме што ни викаат правилата во нашето сценарио. Уште нешка само да те прашам, што ве навистина убава Не тема може ли за да го како... затресиш тоа сам додека збориме? Јас сакам да го затресам. Затресни го, да. Стефан е многу културен. Стефан е На многу трок, културен. Time out. Кога си била на стината, си имала потреби. После она фаза на пубертет, сигурно секој од нас паднал во депресија, да не се лажеме. Си имала ли тогаш стрикто потреба од мајчинска љубов и поддршка? Која што, например, баба не може да ти ја даде затоа што сепак е повозраста. Не, никогаш. Секогаш баба ми давала све, едноставно да кажам. Секогаш со неа, например, и да сум имала Дечкото некој откачил, проблем. ти си откачила Да, некој. можам да кажам, претходно имав една врска, мислам сега сум во врска веќе 5 години. Со овој Арџич, како Да, се викаше, Давид. да, Давид, да. Претходно имав една Јас со врска брат ме не избрам, затоа, ама добре. каде што многу бев повредена реално да кажеме и ми имаше фатено на фаза на депресија. Не излегов од дома, ама секогаш сум имала таа прилика да седнам, бидејќи он секако ме види дека многу ми беше лошо. Многу долго време плачев, бев затворена, но посекако она секогаш седнувала на маса лично со мене лице во лице. И сме поминували многу разговори. Не само депресија за дечко, имало и проблеми во училиште, проблеми со другарки и другари надвор кога ќе сме излезале, но сепак сум го поминувала тој разговор и она секогаш ми има кажувано како да се однесувам, како да постапам и можам да кажам дека никогаш нема сгрешено во врска со тоа. А и тука сме биле секогаш ние замарјани, Да. блиските пријатели. Да, ќе зборуваме. Да, но со се вас. гледа по незиниот лик и дело дека е израсната во една прекрасна и културна девојка. Така да јас мислам дека Да, многу не е битно, да, дека е многу битно И добар како човек, ќе ми мирица Да, на добар да, човек. да.
А тоа е дефинитивно дефицит во Да, нешто точно. време. Супер. Ти може да си лажеш, ама добро. Марија, ова е твоја камера, ако не се лажам така. Погледни ја камерата и еве што ќе им кажеш на луѓето, на децата кои се растат со баба и дедо и што би им порачала еве на твоите родители? На Каква е моите... Марија денес? Марија денес можам да кажам дека релативно е личност која што е, еве да кажам, искрена, никогаш не лаже, за тоа што тука Стефан помена. И со Сум децата јас. кои што се израснати, еве, например, со баба и со дедо и оние кои што немаат родители, им советувам само да чекорат кон патот на Бога, да читаат редовно Библија и дека, иако, например, немаат баба, дедо, мајка, татко или било што и да се сами на светот, дека само Господ Исус Христос можем да им ги отвори правите врати и правиот пат и да се тргнати на лош пат, сепак он може да ги извади, да кажам, од најлошото и дека само во негова вера и со верба во него малце се Аплауз за Мола, Да, подршка нема. отвори најдобрите патишта. Малце се збунив сега, Не, дека не така се сум збуни, под се каже тре, како што треба, дефинитивно. Ама тоа е тоа. Вербата и надежта за подобро утре дефинитивно Да. ќе најдеме во нели Господ и нели во секој кој верува во нешто што е нели апстрактно и така натака. Во ред, Стефан, морам да те пофалам, стварно ми се допаѓа твојот стил. Ти благодарам, Секогаш си бил Давид. нели поразличен. Имаше еден човек порано тако се викаше Давид, ама не бите не. Извини, Давид, што те прекинувам, само сакам да кажам, посеќам моите родители да го гледат ова, дека најмногу ги гледат. сакам на целиот свет, да не ми се налутат. Посекако многу ги сакам и моите родители, и моите старатели, и дека сум им преблагодарна за се денес. Браво. Ненад, да зборуваме со Стеки, ама пред тоа дај нешто кратко. Што сакаш ти? Јас се. Да. Утре е нова година. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Како ово свирам. Како ово свирам. Мој аплауз за најдобриот музичар во Македонија, Ненад Варшавски, дефинитивно. Луѓе, да бидеме реални. Јас ми најде млад, Ненад е доста повозрастен и стар човек, Каде веќе ја дедо. 2005. Ета, па добра генерација сме. Тука сме. Јас сум 85. Сакаш да видам уште пол? Сакам. Ооо! Сега ги... Ако да видам и јас Давид Давидовски. Не ти препорачувам. Знаете ли што ми рече на евентот кој ме виде со маската? Леле, како да го видов Давид Давидовски. Да, Давид е сепак може би интересен, но тука исто така е Степан, нели интересен, моментално тој е центарот на вниманието. А кажи ми, кога почувствува тебе потреба да бидеш онака поразличен или па дали си роден како поразличен, нели кога станува збор за стилот другите мажи? Па јас од секогаш сум бил таков. Јас се сеќавам уште од моја најрана возраст дека модата била нешто што ме Пасијата. пасија, нешто што ме предизвикува, дека ме интересира. И јас од најмали години јас се сеќавам како сум бил дома и сум се престоблакал по 500 пати на ден, сум се гледал пред огледало, По 100 пута пресучен се. баш така. Исто сум. И од секогаш ме интересирала модата. И од секогаш сум бил различен, сум се обликувал различно и тоа мислам дека секој човек има некој свој различен стил, само многу го држат прикриени во нив. Се плашат да се експресираат на начинот кој се вистински. А мислам дека нема потреба од тоа. Мислам дека треба секој да е свој, секој да си е различен и да го сака тоа што го прави. Дали твоите тези се искрени или па сакаш да бидеш мотивацијски настроен? Затоа што јас ти кажам од сопствено искуство, затоа што еве сега ќе те прашам дали се соочил со хејт. Да, со хејт сум се соочил и порано и сега, тоа е неминовна работа во една јавна професија, да се соочиш со хејт. Па макар кај Каков хејт?
Па секако хејт. Вербален имало и физичко насилство. Физичко насилство, имате паднато? Не има. Кога, зошто, каде и кој? Кој тоа не знам, тоа се некои рандом личности, Несрекни луѓе. нестрекни, неисполнети, кои вајда нешто што е на мене ги предизвикува. Што е тоа, не знам, тоа можат само они да говорат за нив. Но имало некои непријатни ситуации, да. Имате удрено? Извини што сум искрен. Па имало, да, ми имаат удрено и со кола. Како бе со колата имате удрено? Така на пат. Што ти се случи тогаш? Имаше повреди? Па имав мала повреда на пукот, но не беше сепак толку страшно. Од случај на улица некаде? Да. Колата поминуваше неколку пати, возеше со преголема брзина и се гледаш дека беше намерно. Во колата имаше околу 5-6, па мислам дека и повеќе луѓе дозволено што треба да се возат во колата. И се гледаше дека беше тоа нешто намерно, со цел. Дали пријави полиција? Не пријавив, бидејќи не можев да најдам колата. Ние после вршевме и баравме низ мало така што се случи, но не можевме да најдеме колата и Некои безбедности камери од околни, нема, нели? тоа беше на улица која е по Нема фреквенција. која не е толку раздвижена, кај што нема камери, кај што нема некои објекти и тоа е тоа. Навистина ми е многу жал. Како реагираат твоите родители? Сепак ја ти сме генерација, затоа те прашувам. Да. Беа загрижени секако, нели, родители ко родители, што можат и они да преземат, тука во тој случај не можат ништо да направат, мислам дека не е ни до нив, не е ни до мене. Тоа е од некои несрекни луѓе. Да, видите, Марија. нас освен успехот, секи ти простат. Само успехот не се простува и затоа доаѓа до некои вакви ситуации. Значи тоа се фрустрации кои што Да. неуспешни луѓе ги лечат. Да, Марија, да. кој е твојот став на оваа тема? Па можам да кажам дека има доста такви личности кои што не им се допаѓа како изгледа Стефан, како се носи, како се експонира јавно. Доста случаи имавме кај нас во школа, во средна школа, каде што не им се допаѓаше, мислам, на многу соученици не им се допаѓаше Стефан. Ќе поминат, ќе довикнат нешто за него, но искрено можам да кажам дека Стефан е таква личност што не им дава до значење и тоа е Индиферентно се најдоброто. понаша, да. Да, и тоа е најдоброто нешто што го прави. И реално не треба да се дава до значење на тие луѓе дека како Во право си, но не, Стефан, да, така влијание не им дава воопшто влијание. да. Исто така сакам да кажам дека така сме избрале ние да се експонираме јавно и нормално е да се сепак носи тоа што е, такви нели, наш последици. Дали ти е не... Еве, со Марија сте блиски колку? 20 години. Да, реално да. Колку што нели Ненат има години. Сега. 21 се извинувам. Сега си во некое друштво, ново друштво, кое што нели не си свесен, не се познавате доволно добро. И поминува некој и јас се извинувам на својата безобразност и те нарече. Како тогаш ти реагираш пред новото друштво, на пример колеги од работа? Не реагирам едноставно, мене тие коментари не ми до Дали ти е срам од луѓето кои што не ми е срам, бидејќи тоа сепак се одразува на таа личност што го говори, тоа е негова култура и тоа треба да е негов срам. Немам ја што да се срамам, ја не сум направил ништо така, грешно. аплауз, мола. Твоите родители те поддржуваат? Да. Тоа е навистина убаво да се слуша, затоа што тоа е реткост, нели знаеш, ако те напаѓаат многу луѓе, може и тие да се соочат со многу неприлики, навреди, на нивна сметка леле сте родиле ваков син и така натака, но убаво е тоа што имаш убава или голема подршка од родителите. Родителите дури и колешките на мајка ми ме почитуваат и ме обожаваат, така да. Кажи ми инспирација од каде наоѓаш? Па од Покрај сам мене. себе, по тебе, еве од нашите колешки, од секојдневниот Од живот. Моника наоѓаш инспирација. Момент. Зашто да не. Не, Моника е Ја супер мислам се. дека Моника е Ама за огромна Моника ти треба инспирација. голема инспирација, да се разбереме. Види, Давид ми е најголем хейтер. Кога сме ги Таму што хейтери. има хејт, има и најголема љубов. Точно, да. Така е. Моника се почитува. Моника, да ти почитува звончева. Те мола, Моника. Моника, да изиграме на игра со тебе, сум не сум рубрика, така да имаш 3-4
фрази кои што кои ќе ги поставиш на нашите гости, дали тие ги направиле во својот живот. Дечки играте на вистина Треба да многу лесно. говориме сум или не сум? Да. Вие овие прашања ги подготвува Давид, така да ако има некоја доза на безобразност, не сум јас. Не Да сум знаеме јас од каде потекнува. крива. Моника 4. Ајде со Марија ќе бидам поблага, пошто е женско затоа. Марија, сум или не сум се обрукала пред јавност? Пример, некој? Имам паднато многу пати по скали, имам снимано јавно TikTok, никогаш не ме било срам да снимам или било што да кажам. Еме, гледаат чудно? Кога снимате на улица, сепак TikTokот не е толку популарен. Се уште во Македонија се. Реално не само што снимам и TikTok, се снимам и некои глупости што си ги држам кај мене во телефон многу пати. Стефан го снимам додека сме заедно, Тие имам многу глупости. луѓе од околу. Нашите влогови. Да, Што нашите се снимате кога влогови. сте вие двајца заедно? Не, реално си снимам ја влогчиња што воопшто Ти да никогаш не генерално немам. на close friends Да. и таму мислам дека е правата забава. Да. Ајде сега, Стефан. Сум или не сум правил експерименти во сексот? Какви експерименти? Па сега, как? Оргија! Тие оргии, тројки, Не. некои други експерименти помагало сексуални. Не. Значи класика. Класика се класика. Којто ми не напозна во сексот. Леле. Па Давид, мислам дека си предиректен со прашањава. Абе ја Ненад го Не можам прашувам. да ти одговорам. Ненад го прашувам. Леле, зашто мислам дека Еве, Ненад ти одговори. Доги. Извини, Место- Давид, се пуши тука? Да, се пуши. Си извинувам. Не може да издржи дечкото. Вие девојки можете ли да издржите ако не пушите? Не пуши. Не пушите? Моника? Може. Може. Јас можам без се во животот. Дури некогаш и без самата себе. Ненад, јас вие пушите ли? Ја ти кажам, знам да запалам, но така е едно неделно. Едно неделно. Да. Задоволен си со едно неделно. Јас ти дали пушиш? Јас сум пушач, ама не премногу страствен. Класика. Помалку така. Да, за мерак. Да, јас сум страстен пушач, затоа по 2 кутии пушам цигари на ден. Види кога е мерак у Тоа не е добро, питање, драга наша се публика. оправдува. Или да видиме кој маш вака е најдобро стилизиран според тебе. Може да не се придружат тебе и Марија и Моника во играва. Марио Аранđеlovски или па Стефан Лазаров. Марио. Да, зашто? Па мислам дека има до некаде добар стил, за разлика од Стеф. Стефан, не ти се допаѓа И неговиот јас стил? се И согласувам. јас не. исто. Не? Не. Зашто? Па многу е обичен. Моника, кој е твојот став еве за Хајп телевизија, со оглед на тоа дека имаш работено и во Србија? Па види, искрено, јас мислам дека Хајп телевизија е во Македонија нешто и најдобро за шоу бизнисот моментално. Стефан, Ти дадам Давид, повели? не знам како се мести, Да ти го наместам сега? да ми го наместиш. Чекай, само. Моника, извини што те прекинав, сакам да Сам пушам. изваш. Давид, 4-ти пат ме Не можам прекинуваш. со ракувај. Ова е за мене. Ај дај го тук. Да, ова се. Дај Давид, да ти го ставам. Те молам да ви прецизен. Опа. Фала ти. Влез. Влезе. Треба да сипам нешто или само да се Не, пушам? не, само држи го и пуши. Доста Фала. пушиш. Моника, извини. Јас мислам дека Хајп телевизија моментално во Македонија е најдобра телевизија за шоу бизнисот. Ја имам работено и со Хајп во Србија и тука јас се надевам дека еден од нив можеби ќе биде еден уредник на Хајп телевизија во Македонија. Јас сум сигурен дека тоа ќе биде така. Марија, не ти ласкам, жал ми што имаш дечко, затоа што си многу убава. Навистина плави очи. Морам да те прашам вака, сепак живееме во едно конзервативно општество. Дали на пример ти се случило да ти се додворуваат возрастни мажи со оглед на тоа дека работиш јавна работа? Да, секогаш и претходно и пред да ја работам јавна работа, постојано ме пишувале, дали тоа било на Инстаграм, на Безобразни пораки? TikTok. И безобразни пораки, слики ми имаат праќано. Тик пик. Да, можам да кажам да. Едноставно повеќето од нив веќе ми се на блок листа, да отворам блок листата, не знам колкава е. Или не ги Мојата отворам не е. Али пораките. кај мене и жени праќаат, што е Да, најтрагично. да. Не само А мажи. ова девојка се почна да ти жени. Постојат такви луѓе многу. И можам да кажам дека повеќето жени и мене и на Јасмин и мене ми праќаат. од нив или не им ги отворам пораките,
тотално не можам да прочитам кој све ми пишува затоа што многу пораки ми стигаат секој ден. Не им давам до значење. Твојот дечко е Давид Тарџич. Давид, да, Он е популарен пејач. точно. Кажи ми како ви оди вашата врска? Најдобро можам да кажам. Едноставно, ние сме веќе 5 години во врска. 5 години сте заедно. Да, од Тука е. 2020. Дали таа врска ќе ја крониците можеби со брак? Да, дефинитивно. Мислам, во план ние, ама не сега за брзо, туку негде подалеку. Nije u redu da sedi sama taka lepa devojka. Čekate meso, ako hoćeš imaš ga. Moja je cura, luda ko bura, i neće se buniti. Što ćemo noćas, ti, ja i ona, utroje se družiti. Ajde, ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi. Ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi. Nije u redu da sedi sama taka lepa devojka. Završim s tobom, čekate mesto, ako hoćeš imaš ga. Moja je cura, luda ko bura, i neće se buniti. Što ćemo noćas, ti, ja i ona, utroje se družiti. Ajde, Ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi. Ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi. Bravo! Драги наши, се надам дека уживавте во ова предновогодишно издание. Не случајно земавме вакви прекрасни луѓе. Дечки, навистина ми е чест што бевте дел од Icon Show. А што станува до мене, можам да ви посакам на сите среќна нова 2026, драги мои, да уживате во бесконечна љубов, многу подршка, да се сплоти македонскиот народ, тоа ми е желба, да бидеме среќни, весели, да намалиме со омраза, зашто омразата е најгрозоморното чувство кое што може да го гаи во себе еден човек, и да се сакаме и да се подржуваме. Уште еднашка сите заедно. Среќна нова 2026 година! Што зракот почнува, таму сонот запира, кај што срце посака, па да направи, за да избега. Таму сила земат, топли ветрови, таму кај што си. Како песна ангелска, душа што ти милува, како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Каква ли си магија, пожар направи, што не згаснува на старо вино, ова есен мириса. Се по-старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се дурте имам тебе во него, кај да бидам
чуваат моите бакнежи, таму кај што си, ке те милуваат каде и да си. Таму кај што си, Ке те милуваат каде и да си. Се случи се пред 2-3 години, след ретни големи горещини. Слоценка ладно пиво пиевме и разлика не правевме. Крвта не вриеше, а очите код звезди светеа и веќе ништо не се криеше. На 300 нешта ни текнуваше. Па каже! Да речам дали ке ме разбере, дур трепнам самата ми прозборе. Ми рече не по-грчки да, о дирлада, дирлада да. Дирлада, јас одам Скопје, а ти на да ја видам мојата Евгенија. Дирлада, јас одам Скопје, а ти на само не знам дал ке минам граница. Дирлада, јас одам Скопје, а ти на да ја видам мојата Марија. Дирлада, јас одам Скопје, а ти на само не знам дал ке минам граница. Па извеси пасове. Нова 2026 година!